Кочани е прва општина во државата која воспостави електронски систем за паметно мерење и управување со јавното осветлување, со што се постигнати значителни заштеди, ефикасно искористување и намалени трошоци за електрична енергија. Системот е воведен во рамки на проектот со кој локалната самоуправа пред 2 години конкурираше на повикот за спроведување мали проекти во областа на енергетиката, климатската заштита и транспортот за општините во државата. Средствата се обезбедени преку програмата на Европската Унија за енергетска транзиција, пакт на градоначалници во Западен Балкан и Турција, кофинансиран од Европската Унија и од Германското сојузно министерство за економска соработка и развој, а го имплементираше Германското друштво за интернационална соработка ГИЗ. На денешната завршна презентација на проектот, на која присуствува амбасадорката на Германија Петра Дрекслер, заменик амбасадорот на делегацијата на Европската Унија Бен Нупнау, извршниот директор на мрежата на здруженија на локални власти од Југоисточна Европа Налас Келмент Зајази, извршната директорка на ЗЕЛС Душица Перишик, градоначалници од општините во регионот и други гости, беше нагласено дека е обезбедена модернизација во управувањето со енергијата што се користи за јавното осветлување, а општина Кочани ќе има и дополнителни придобивки. Првите резултати кажуваат и економски и енергетски заштеди во реализацијата на овој проект. За ово стои дека се работи за македонски производ кој за прв пат се применува во општина Кочани и ќе биде пример за останатите општини. Се надевам дека ќе биде прифатен и можност да се направат дополнителни заштеди во функционирањето на уличното осветлување. Покрај тоа што преку платформата имаме можност да ги следиме загубите, да ја следиме потрошувачката, да го следиме напонот, да ги планираме следните јавни набавки во делот на потребната енергија за улично осветлување. Ова платформа дава и можност за соодветна надградба. Покрај резултатите и бенефитите кои ќе дојдат од реализацијата на овој проект, се надевам дека ќе имаме можност да надоградиме на сите постоечки 69 ормари кои беа офатени со овој проект, дополнителни елементи кои ќе ни даваат и податоци во делот на квалитетот на воздухот, загаденоста на животната средина и подобрување на следењето и управувањето на уличното осветлување. Системот за управување е составен од LED светилки и сензори со кои се прилагодува интензитетот на светлина во зависност од временските услови и движењето на возилата и пешаците, а годишната заштеда на електрична енергија во просек изнесува околу 95 мегават часови. Германската амбасадорка Петра Дрекслер истакна дека со овој проект се покажува дека партнерството не мора секогаш да биде на ниво на влада, туку може да биде и на ниво на градови и општини, затоа што тие се моторот на енергетската транзиција. Според Дрекслер, општина Кочани во рамки на пактот на градоначалници покажала дека ангажменот е многу важен, затоа што активностите за енергетската транзиција почнале пред многу години и искажа задоволство што преку заеднички напори е овозможено Кочани да има ваков систем за осветлување. Воведување на проектот за паметно мерење и управување со енергијата за јавно осветлување во Кочани траеше 12 месеци. Се работи за македонски производ што се реализираше во соработка со Македонски телеком, а Германското федерално министерство за економска соработка и развој ГИЗ обезбеди максимална подршка до 50.000 евра. Околу 20% од вредноста на работите ги кофинансираше општина Кочани од сопствениот буџет.